За една недела ќе се знае владината стратегија за цените на 700 основни производи. Најави денеска од Штип заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски, кој потенцираше дека инспекторите извршиле контроли во голем број продажни објекти, пошто владата ќе одлучи дали и какви мерки ќе бидат превземени за намалување на цените. Во однос на трговските маржи, пак Ристевски рече дека анализите ќе покажат во кои категории производи има највисоки маржи и дали тие се економски оправдани. Главен приоритет, таргет на владата до крајот на годината ќе биде да држи инфлацијата на едно ниско ниво, а и ако имаме малку поголема инфлација поради воениот конфликт, изголемување на енергенсите, транспортните трошоци, сировини и така таму, знаете дека инфлацијата е едно од најниските во регионот. Значи, Македонија покрај најефтини енергенси, тоа го каже Евростат, имаме и најниска цена на основните прехранбени производи во регионот и во Европа. Но, дали и колку има стабилизирање на цените во маркетите? 24 ги праша и граѓаните. Намалување на цените, дури има и покачување во некои маркети. Се стигнува ли да се врзи крај? Не, никој не стигнува. Јас сум пензионер, не стигнува никако. Еве овие две торби, колку веќе 2200 динара нека. се преживува? Да, само ќе преживееш, ако се повеќе не ќе преживееш. Па пензионерите не поменуваме. Само се фалат, ќе има на крајот ништо. И тоа е. Тешко се врзува? Тешко, да, тешко. И додека, како што тврдат граѓаните, цените растат, а платите стагнираат. Минималната синдикална кошничка за мај 2026 надминува 68.000 денари, а стапката на инфлација во мај во однос на април годинава е 0,6%.